драги читатели, посетители на книжевниот фестивал Букстар, фестивал на европската литература. Благодарение на Жарко Кјунџиски, екипата на Жарко Кјунџиски и на целата екипа на Антолог, овој фестивал веќе од година во година станува се поинтересен, со многу нови и интересни имиња. Динамиката исто станува, потака, целата атмосфера постегната, се работи многу, има многу случувања. И чест ми е денеска што бев одбран покрај оние редовни подкасти кои што веќе неколку години ги правам, за кои што ги правам во една поинтимна атмосфера. Сега да сум и модератор на овој настан, така наречен возможен, невозможен пар, impossible or possible match, author and a translator, автор и преведувач, во контекст на проектот создадено во Европа, моќта на различноста. И на овој настан денеска имаме 4 писатели и 4 преведувачи. Не се само, авторите автори, туку тие понекогаш се и преведувачи, и токму тоа е една од оние теми кои што ќе бидат начнати, затоа што колку и да сметаме дека пишувањето е едно нешто, треба да застанувам, да? English on the headphones. Колку и да сметаме дека пишувањето е една посебна работа, а преведувањето е сосема друга, тие понекогаш не само понекогаш, мислам дека многу често се спојуваат. Така што оние работи на кои што ќе се обидат да ни одговорат нашите гости се прашања поврзани со уметноста и занаетот на преведувањето. Дали преведувачот е двојник на авторот, дали е негова сенка, дали го вади најдоброто значење од него, дали се две различни страни од една иста паричка, дали преведувачот може да го промени и унапреди оригиналот, колку му е дозволено и така натаму. Уште еднаш, во рамките на овој проект создадено во Европа, моќта на различноста, ќе се обидеме да отвориме дел од најважните писателски и преведувачки практики. Па најпрво прашањето ќе биде за писателите. Како писателите го доживуваат мигот кога излегуваат објавени на различни јазици? Дали постои страв нештата да останат неразбрани, недокажани, нешто што можеби јазикот на кој што се преведува е поограничен, па не може да се долови целата смисла, или пак нешто погрешно да се преведе. Во овој контекст мислам на тоа што се нарекуваат лажни пријатели или false friends во преведувањето, кога еден збор во блиски јазици означуваат различни нешта. Сите ги знаеме, нели, оние вицови за македонско-бугарските двојници, српско-хрватско-словенечките двојници, за чешко-полските двојки. Па така би сакал да прашам какво е чувството кога воопшто една книга ќе излезе на јазик поразличен од оној на кој што припаѓате или со кој што сте обкружени. Нашиот гостин од Луксембург ќе има таа чест да започне. Is it on? Is it? It's on. If it's red, it's on. Yeah, I have been translated into English, and that I understand, so I will. Работев близко со мојот преведувач. Не го слушам добро на микрофонот, така некој може да му каже да се доближи. Да се доближи до микрофонот повеќе. Не се слуша. I have to trust. Морам да му верувам на преведувачот. Едноставно морам да имам добра врска со него.
Затоа имам избрано и внимавам кога избирам уредници. Не се преоптоварувам со зборовите, си играм со зборови постојано и некогаш секако ми е тешко јас да си ги преведам своите дела од германски на англиски, например. Секако некогаш ќе кажам нешто друго во преводот, бидејќи има многу специфичности во езиците. Навистина секогаш постојат некои нешта кои што мора да се сменат. Мора да сте креативен со овие работи. Кога станува збор за идеи, јас пишувам за себе, ќе кажам дека пишувам приказни кои имаат содржина, сиже, доколку тоа ми функционира, доколку македонскиот читател може да ја препознае приказната, да ја разбере, тоа е доволно за мене. Дали, например, некогаш сте се сретнале со некој пријател од Србија кој што го видел преводот и направил споредба? Секогаш си чувам една копија за себе и имам и македонец пријател во Германија кој што работи таму како наставник и му поклонив еден примерок. И таа ми ја попара и германската верзија и бидејќи сакаше да направи споредба помеѓу двете верзии, но таа на некој начин би рекол дека е бубалица, навистина. Секако постојат некои англицизми кои што ги користам. Пријателката не ми даде мислење. Се надевам дека преводот бил добар. Мислам дека секако преводот дека е добар и од комерцијален аспект на продажба. Но секако никогаш 100% авторите не може да бидат задоволни. Кај германските читатели некогаш тие гледаат некои работи во приказната кои што јас не сум ги имал на ум, но тоа е слобода на читателот, не ве разбираат секогаш до крај. Кога бев помлад, можеби не сум бил доволно добар, можеби затоа немам толку преводи, но сега сум задоволен и оставам преведувачот да си земе слобода. Не критикувам премногу. Може само да давам препораки. Воспротивно сметам дека е во ред. На крајот на криштата не станува збор за преведување на прирачник за создавање на атомска бомба. Да, не е некоја наука. Истото прашање, Луција, што би кажале? Мислам дека се чувствувам слично како тебе, Франсис. Се уште ова малку ново за мене и нереално дека мојата книга е објавена во друга држава, така што немав многу време да размислувам за ова. Но не би рекла дека чувствувам некаков страв. Само решив дека ќе му верувам на преведувачот, бидејќи што друго можам да направам, што ми преостанува. Немам некаква посебна контрола врз тоа. Тоа е тоа. Секако понекогаш паѓаат на ум некои грижи, например дека да сум напишала нешто, некои специфични детали за некои културолошки детали и дека тоа нема да може да се долови. Но да, не станува збор за некаква наука. Нешто сериозно. Кога станува збор за поблиски јазици? Словенечкиот.
какво е, нели, сепак можеш да разбереш некои зборови, фрази. You mean from Macedonian if I read it? Мислите доколку читам превод на македонски, проблемот е што не знам да читам кирилица, така што не можам да прочитам македонската верзија. Ние во Словенија не учевме кирилица. Што навистина сметам дека е тажно, бидејќи на тој начин би биле поврзани. Минатата година бев во Бугарија, имав интервјуа каде што преведувачката беше многу изненадена кога дозна дека не знам да читам на кирилица. Но да се вратам на прашањето. Дали ми е страв кога станува збор за превод на моите дела? Не би го нарекла тоа страв. Всушност кога дознав дека книгата ќе ми биде преведена, очекував дека ќе ме контактираат преведувач со листа прашања дека ќе треба да му помагаме, дека ќе зборуваме и ќе работиме заедно, но не добив ништо, никој не ме исконтактира. Освен италијанската преведувачка, таа ми прати многу прашања, многу детални прашања, за кои дури не размислував кога го пишував книгата, што беше многу интересно. Освен италијански, книгата ми е објавена и на секако македонски, хрватски, бугарски и овие јазици се словенски јазици. Сваќам дека на преведувачите не им било потребно помош, бидејќи сепак се слични јазиците, слична културата и сигурно имало многу заеднички работи во целиот процес. Жарко? Да. Вака, јас искрено мислам дека преводот е единствената временска машина за која што ја познавам, бидејќи преку преводот се враќаме во некое предвавилонско време каде што луѓето нели се разбирале бидејќи говореле на еден ист јазик. Така што да не постои преводот, не би можеле да комуницираат културиве и литературите. Секако дека постои таа сумничавост од нас како автори, како писатели кои што создаваме на еден јазик. Секој од нас носи некаков стил или јазик кој што е обременет со одредени карактеристики кои што се типични за него, за неговиот дијалект или за неговиот жаргон кој што го користи во својата книга. Но секако меѓу авторот и преведувачот мора да стои и осам тој сомнеш, мора да стои доварба, бидејќи веќе кога книгата се пренесува на некој јазик кој што не го говориме, мора да постои доварба дека тој што преведува и кој што е роден говорител на тој јазик ги знае законитостите и го знае доволно јазикот за да може да го пренесе како преку мост нашето дело. Така што за мене лично овој превод на италијански јазик можеби е и најзначајното нешто засега што ми се случило на книжевен план во мојата професионална кариера. Прво бидејќи италијанскиот јазик е еден од 5 големи јазици на Европската унија, а второ бидејќи поминав низ тој процес на промоција на книгата во Италија и почувствував дека, бидејќи книгата навистина се случува во Италија, дека првиот превод на странски јазик се случува токму во земјата каде што ова книжевно писмо е испратено, бидејќи ги пишуваме книгите како некоја порака или некое писмо до нашите читатели,
првично нормално тоа се нашите национални средини, контекстот каде што го создаваме на тој оригинален мајчин јазик, но секако имаме некоја мечта да таа книга еден ден се најде на одреден јазик. За мене лично првата средина каде што очекував и се надевав дека ќе се најде Америка, секако дека е Италија и италијанскиот јазик, бидејќи се случува книгата во Италија и имав среќа да издавачката куќа која што ќе преведе на италијански јазик и преведувачката која што ја преведе на италијански јазик, тоа е Маријанџела Бјанкофиоре или Маријанџела Бјанкофиоре Мети, која што која што е токму родена во место многу близко туку до местото кое што е место кај што се случува мојот роман. Така што иако поминавме долга одисеја и долг пат додека се случи овој превод, за мене, како што реков и на почетокот на моето говорење, ова е мојот книжевен сон се оствари. Така што преводот е некој начин на остварување на соништата на авторите, верувам не само во мојот случај, туку и на моите колеги. Добро. Сега би сакал да ги прашам преведувачите, ама сега тука издавачите ќе се исклучат малце, значи нема да се лутат, затоа што и меѓу публиката знам и преведувачи и писатели во исто време. Каква е борбата и дали може да се издвојува битка преведувачите на вистина самите да си ги одбираат книгите кои што ги преведуваат, или пак повеќето од нашите задачи, тука се ставам и себе си нели во таа улога, е најчесто тоа што сакам да го наречам, во некој наврти сум го нарекол по промоции и по интервјуа, партиска или партизанска задача. Ти даваат, преведи ја книгата, нели имаш толку рок, нели, тоа ќе бидат средствата и така натаму, да не одиме во тие детали, туку дали го имаме тој луксус преведувачите сами да си ги одбираме книгите. Да кажеме, леле, прочитав одлична книга, прекрасен автор, верувај ми, ова е книгата, ќе се чита, ќе се зборува за неа. Trust me, I know what I'm doing, како што викаше Слешхамер на времето. Давр, би почнал од Давр. Ако не. Најблиску си. Ќе почнам јас како најнеискусен веројатно од сите преведувачи тука. Јас до сега сум го немал тој луксус да сам да одберам што би сакал да биде преведено, иако постојат издавачи со кои што сум соработувал до сега, кои што ми рекоа да го направам баш тоа и мене екстремно ме радува, мислам, но до сега во најголем број од случаите од преведените книги што сум ги работел, тоа се книги што ми се допаѓаат лично и со кои што се поврзувам. Таков беше случајот и со книгата на Ања Мугерли. Па за понатаму ќе видиме сега и како. Добро. Значи, не ти се случило да ја земеш книгата и да речеш чекај малце, мислам не зборувам за оваа книга за Ања Мугерли, туку зборувам воопшто земеше и ова не сум го читал, чекај да го проверам, да видам како котира и така натаму. Секогаш гледам, се интересирам, се разбира за книгата, разгледувам за неа и понатаму ја почнувам, читам што има, ако има за книгата пишувано или нема, и се интересирам за приказната. Така што да, љубопитност постои нормално, мислам, тоа е се. И понатаму се обидувам да го дознам и самиот контекст на книгата и на тоа што е во неа. Значи, за видена ќе може некој и да кажеме не, ако не сакаме да преведеме, претпоставувам. Ќе видиме. Ама најверојатно да. Јас го имам тој луксус, навистина некогаш да предлагам книги кои што ми се допаѓаат и кои што мислам дека би биле важни да се преведат на македонски јазик. Морам да кажам дека тука постои мрежата Традуки, без да правам сега реклама за Традуки, меѓутоа сепак постои грант каде што може да се аплицира и може да се добијат средства за да се преведе одредена книга и тоа е од голема помош. А во принцип издавачите се прилично отворени. И јас мислам дека ние како преведувачи не сме само преведувачи, туку сме и посредници меѓу двете култури. И ние сме тие
кои што можеме да предложиме одредена книга, поготово од современите автори, и да знаеме што се случува или кои книги се важни да бидат преведени. Иако и се разбира издавачите доаѓаат со своји предлози, и постојат книги кои што можеби нема да ни легнат веднаш, меѓутоа верувам дека како преведувачи секогаш ќе најдеме предизвик. Ако предизвикот не лежи во темата, во содржината на книгата, тогаш ќе лежи во стилистичкото изразување, во начинот на пишување, во замките кои што треба да ги пренесеме на нашиот јазик, така што не верувам дека постои книга што е лоша за преведување. Никогаш да Само речеме тешки класично броење страници, ај уште 20, нека заврши ова. Леле, уште 10, да се откачам. Меѓутоа тоа се случува, да бидам искрен, со секоја книга. Не е дека дури не добрата книга, некогаш си нетрпелив и чекаш да заврши процесот, за да можеш, не знам, или да речеме ситуацијата и најдобрата книга што си ја преведувал, секогаш времињата се толку кратки и мораш веднаш да почнеш да ја читаш. Да. И истиот момент го имаш, леле, дај нека заврши. Ми треба време, ми треба пауза од целата книга за да можам повторно одново да ја исчитам, например. Супер. Со плюс додатно прашање, дали книгите кога ги читате, ако не ја познавате од претходно книгата и авторката, дали книгата ја читате до крај или ги оставате последните 60 на страници чисто за додека преведувате да се држи еланот, значи да не знам што ќе се случи на крајот, знам како завршува, можеби завршувањето било млако. Многу од книгите кои што се пишуваат денеска имаат такво едно кревање на првите 100 страници и потоа на крајот знаат да паднат надолу и ако се прочита целата книга, преведувачот ќе биде многу демотивиран да оди до крајот. Епа, прво да одговорам на првото прашање. Значи, сум имала среќа да почнам со преводи кои што јас сум ги избирала. Значи, книги што јас сум ги избирала и тоа е безценато искуство, затоа што и успехот е најголем така. Значи, нешто што ние сме го читале, избрале, да имаме прилика да го преведеме. Значи, да има разбирање дека издавачите да го прифатат тоа. Потоа се нижале и други преводи, значи се случило да преведам книга што не е мој сензибилитет. Едноставно е измачување, ма тоа се сладки маки. Значи секако човек кога сака да преведува, постои уживање во преводот, иако книгата не е, да речеме, нешто што јас би го избрала. Сега, за жал се немам навратено пример на таа конкретна книга, сега баш мислам, нема да кажам која е. Тоа беше пред 10 години. Не сум се навратила, може би сега поинаку би ја читала таа книга, може би сосема поинаку би ја доживеала сега. Но ете, ќе речам, тогаш било за мене измачување. Сега вториот дел од прашањето беше за 60 страници. Читањето до крај, така? Да. Искрено, освен книгите што се случило порано да ги прочитам, па да решам да ги преведам и да имам среќа да ги преведам, се друго не го читам, затоа што секогаш сакам да остане тој момент на изненадување. Значи, никогаш не немам прочитано до крај. Се тоа има голема слабост, затоа што кога ќе ја дочитаме, односно кога ќе ја допреведеме книгата, тогаш сваќаме да сме знаеле нешто, поинаку би го направиле. Да. И сето тоа мораме да го коригираме во процесот на поправка на препрочитување и така натаму. Тоа е, тоа е тоа. Шминкањето кога доаѓа. Точно, да. Тоа би било. Ајде сега ќе ви изненадам, зашто ќе зборам на македонски, ако сум италијанка, ајде. Да, постои тој луксус. Мислам дека јас сум имала секоја среќа да се сретнам најпрво со писателите, мислам. И некако за мене тој контакт е многу важен. Мислам, доаѓа пред тоа писателот и можеби после книгата. Добро, за Америка е посебна приказна затоа што слушнавте зборува токму за регионот од каде што јас потекнувам и беше огромен предизвик
за мене. Да, ми се случило да почнам книга што некако не одеше. Мислам дека тогаш конкретно имаме некој проблем со себе си. Значи, тоа треба само да почекаме. Мислам дека не секогаш моментот е тој точен за преведување. Мислам, јас конкретно за мене зборувам. Има моменти кога на вистина тоа може и долго да трае, кога не можам да седнам и да преведам. Значи, мислам дека за мене не постои книга што не можеме да ја преведеме. Тоа е голем предизвик, затоа што треба многу да работиме на тоа што ни се случува. Некоја терапија, некако. Да. Кога писателите пишуваат, дали размислуваат и за своите преведувачи или тоа е некако ставено во вториот, да речеме, во втор план? Нели, некои викаат дека пишуваат само за себе, не, некои викаат пишувам за своите читатели, се разбира народниот јазик, но сум запознал писатели кои што викаат секогаш кога пишувам, сакам да мислам како ќе му биде на преведувачот кога ќе треба да ги преведе некои работи. И затоа помалце да не му ги усложнувам работите, да ги упростам за него, да не мора да се стават фусноти. Фуснотите се нели едно проклетство на книгите кои што писателите гледаат што помалку да ги има, а преведувачите воопшто не ги сакаат, затоа што секоја една фуснота што е ставена од самиот писател отвара уште 3 фусноти, нели што ги викаме заб на прев, односно забелешка на преведувачот, кај што треба уште толку да додаде и да го направи делото покомплексно за читање. Особено пак ако од технички аспект тие се наоѓаат на крај на книгата, па мора да се врти, да се оди back and forth, напред-назад, и тогаш веќе читањето не станува линеарен процес, туку личи како некоја сложувалка. Значи, тешко е така да се чита и класично дело, знам дека такви се фуснотите ако се чита уидиптиранин, лектирата за средна, значи за гимназија, такви се фуснотите во Божествена комедија од Данте Алигиери и ред други дела. Дали се грижите за вашите преведувачи? Ако воопшто се сметале дека ќе имате преведувачи. I didn't know that the Divine Comedy has footnotes. Не знаев дека Божествена комедија има фусноти. Македонското издание има футноти. Кога пишувам книга, пишувам само за книгата. Мутаци е прва моја преведена книга, а претходно никогаш не сум размислувал за преводот, дека би бил преведуван. Така што не сум размислувал за тоа. Треба да одите малку подалеку во еднината кога размислувате на вакви нешта, не сум стигнал до таму. И во главно, како што кажав, моите книги не биле преведувани, така што не сум го имал тоа на ум. Но сега кога пишувам друга книга, не ми текнало на тоа. Би требало да размислам на потенцијалниот преведувач и да му олеснам. Знам дека тоа што го пишувам некогаш е тешко за да се преведе, но не би го размислувал тоа во самиот процес, да си го отежнам сам на себе процесот. Не размислувам за потенцијалните читатели, на тој начин ќе би ја изменило приказната. Кога ќе навлезам во приказната, размислувам на моите ликови, на ликовите во самата приказна. Си имам некој план, имам договор, например, со уредникот. Едно лето не напишав ништо, одлагав постојано. И потоа во септември
одеднаш ми дојде идејата и се напишав. Сакам да размислувам, значи, за луѓето во книгите, а не за луѓето надвор од книгите. Кога станува збор за поетски слем, секако се пишува за сцена, некоја изведба што ќе трае 5 минути и која што функционира на сцена за другите луѓе. Се прашувам како ќе реагираат луѓето, дали ќе реагираат луѓето, потоа го опипувам тоа, го истражувам, гледам реакцијата на луѓето на сцена. Но кога пишувате роман, не размислувате толку за другите луѓе. Мислам дека е погрешно да размислувате за награди, за читатели, за преведувачи. Не размислувам за такви работи. За една книга тоа ми представуваше блокада. Па поради тоа отиде во сосема друга насока она што го пишував. Си создаваш притисок дека можеби нема да успееш. Да. Кога сте нов во овие нешта, кога станува збор за награди, може да добиете, например, награда за книга на годината, имаш во главно недела две, ограничени сте со рокови и тоа се притисоци со кои што се соочувате, така што мислам дека ми е притисок со колку размислувам за награда. Ако добијам награда, дали ќе добијам следната, сакам да се ослободам од тој притисок и сакам едноставно да пишувам. Не ви рекол дека сакам да напишам подобра книга од таа која што ми добила награда, туку едноставно поразлична книга, што исто така добра ќе се продава. Не станува збор за комерцијализам, но сепак кога имаме тоа на ум, ми значи кога ќе видам колку книги се продадени. Треба да се функционира книгата сама по себе, но треба да функционира и вас како автор. Ања, потполно се согласувам со Франсис. Исто така не очекуваш дека ќе добиеш награда за книгата. Да, тоа беше огромно изненадување за мене. Особено бидејќи е збирка раскази. А во главно книгите кои добиваат оваа награда се романи. Во минатото беа романи и потоа кога видов други словенечки автори кои што се номинирани, си реков нема шанси меѓу овие автори јас да добијам наградата. Така што навистина беше голямо изненадување за мене. По оваа книга напишав роман и никогаш не ми текна дека повторно би размислувала за преведувачите. Доколку некој ден се случи повторно ова книга да биде преведена, секако се надевам дека ќе биде преведена, но како што кажа Франсис, доколку за време на процесот на пишување мислите за читателите и за преведувачите, за преводот и се останато, промоцијата на книгата, на некој начин си ставате барикади помеѓу вас и вашето пишување. А лично морам да имам простор и време да си ја расчистам главата од сите овие нешта и да се посветам целосно на приказната со моите протагонисти. И мислам дека тоа е клучна работа при пишување. Иако во денешно време вела дека авторите треба да се добри со маркетинг, дека треба да знаат да се продаваат, но јас навистина не знам тоа да го правам, не ме бива за тоа. Од друга страна, мислам дека за да се стигне до читателите со оваа книга, сепак битни се промоцијата, разговорите. Но, например, јас кога ќе купам книга и кога ќе ја прочитам,
се вместувам во приказната и не размислувам за овие работи, надворешни работи. Не ми е важно. Доколку некој треба да прочита книга, ќе му дојда. Ако треба да се случи, ќе се случи. Така. Кога пишуваш, така? Мислиш и за читателите и како ќе биде прифатена и како ќе се преведува. Па види, сите ние пишуваме за нашите читатели. Да пишуваме книги само за ние самите да си ги читаме, никогаш не би ги објавиле. Но мислам дека пишуваме дека нашиот идеален читател е токму преведувачот. Нели постои во теоријата на литературата таа фраза идеален читател, кој што нели може да помине ни сите тие слоеви на делото кое што ги има или кое што како некој скриен клуч авторот ги поставува. Така што веројатно тој идеален читател за кој што сите како автори мечтаваме, можеби е токму преведувачот, бидејќи преведувачот е читател, но не е обичен читател, тој е исклучителен читател, кој што не треба само да прочита книгата, туку да пренесе од еден јазик во друг или тоа никогаш не е само обичен превод или само обично пренесување на некоја смисла, туку секогаш има еден пренос меѓу културите. Бидејќи македонската култура можеби и има нешто блиско со италијанската, меѓутоа што би било кога ова би требало да се пренесе на јапонски или на некои од африканските јазици или дури во Јужна Америка. Значи тоа се големи културолошки разлики. Јас не сум човек кој што сака фусноти, значи јас и кога читам како уредник превод, па и дури како автор, кога би бил видел фусноти во превод на моја книга, би бил малку анксиозен, да кажам, затоа што сметам дека фусноти да го нарушуваат текот на читањето. И ние секогаш како автори сакаме читателите да пливаат низ да пливаат лесно низ нашиот текст. Значи не сакаме многу слапови или не знам такви некои играри, туку сакаме лесно да движи преводот. Во таа смисла не размислувам на преведувачот, но размислувам на тоа дека имам некој тип на читател за кого што ја пишувам книгата. И ако сега веќе твоето прашање го гледам на некој такво ниво, можеби ти откриваш една многу голема вистина со твоето прашање, дека ние практично книгите не ги пишуваме за широка публика, туку ги пишуваме токму за преведувачот, за да може тој да ги улови сите наши смисли и да ги пренесе во еден друг контекст, да ги пренесе во една друга култура, да ги пренесе во еден друг јазик. Дури мислам дека јазикот е и таа најтесна форма на која што тој треба да ја пренесе нашата култура, нашата книга, туку во една целосна култура. Затоа што сите наши книги овде не се само нели куп од зборови, туку носат и некоја референцијалност, автореференцијалност, некоја културолошка позадина, некоја смисла позади зборовите, нели чита меѓу редови. Така што преведувачот не е Google Translate, значи преведувачот е некој кој што влегува внатре во книгата како хирург, како во некоја утроба на некој човеково тело. И тој треба да знае целата анатомија на таа книга. Значи преведувачот ја чита книгата, според мене лично, и како обичен преведувач, но и level up. Значи нешто мора тој да извлече и нешто повеќе и нешто подлабоко. Значи тродимензионално влегува во книгата, а не само нели еднодимензионално дека ја читам приказната. Ние многу често писателите сакаме само да си ја раскажеме нашата приказна или да ја пренесеме нашата визија за светот или да ја пренесеме нашата порака. Но преведувачот не сака само да пренесе приказната, тој сака да ја извади утробата на книгата и да ја направи разбирлива и за читателот кој што е на некоја друга географска димензија, некоја друга географска координата.
Така што алавим вера на преведувачиве, мислам дека не само што се наши двојници, туку се наши најдобри пријатели, наши најдобри пријатели на книгите кои што ги пишуваме. Затоа што ако останат книгите само во, како да кажам, само во нашето милје, национално, тогаш тоа е едно задоволство. Меѓутоа, ако тие успеат да бидат пренесени во некоја друга средина на ист начин, тогаш тоа и не е можеби наша заслуга, туку е заслуга токму на преведувачите. И затоа мислам дека треба и како автори да сме и многу среќни ако низ нашиот живот сме нашли преведувачи кои што на тоа ниво ќе бидат наши партнери. Значи, така библиски, сакајте го вашиот преведувач и да му го простите ако пречекори со рокот неколку месеци, така? Така е. Истото прашање, па потоа... I never think about Никогаш не размислувам за читателите, ниту за преведувачите кога пишувам. И мило ми е што не го правам тоа, бидејќи мислам дека тоа го ми одзема слободата и креативноста и автентичноста во изразот, во мојот израз. Размислувам за нив откако ќе објавам книгата. И кога пишувам, размислувам за тоа како дали јас би сакала да ја читам оваа книга, дали би уживала во читање на оваа книга. Тоа е мојот компас. Во врска со фуснотите не ги сакам, но сметам дека некогаш може да бидат решение во некој случај, дека би биле соодветно решение. Имам чудни наслови на поглавја во моите книги, има причина позади тоа. Не би знаеле што тоа значи, но можеби по песици на книги читателите ќе откријат нешто и потоа ќе им стане јасно што сум сакала да кажам со насловот на поглавјето. Може би тоа прашање за преведувачката, бидејќи само што отворив оваа книга и на првата страница имаше фуснота од насловот и опис на ова и не знам зошто е тоа така. Така што може би ти ќе можеш да ни одговориш. Извини, Луција. Прв пат воопшто не помислив дека ќе ставам фусноти, особено на наслови. Мислам, имене тоа не ми се допаѓа кога ќе го видам во друга книга. Но тоа дојде постепено со тек на читањето и преведувањето. Сватив дека читателот нема да се снајде, ќе се чуди што е сега ова, па за да му дадеме некаков патоказ, се решив за такво нешто. Инаку првичната идеја не беше таква. No, it was my intention. Мојата намера беше токму тоа да го збунам читателот, за да го изненадам понатаму на 50-та страна, а не се да му биде јасно пласирано на првата страна. Што? Потоа се навраќаме. Добро? Околу фуснотите, како автор, бидејќи јас освен што сум преведувач, нели првенствено се сметам за писател, никогаш не сум користел фусноти и не сакам, меѓутоа се разбира постојат дела во кои што фуснотата сега е во контекст или е во игра со самиот текст, нели постојат многу постмодернистички дела каде што целата фуснота е на пример огромно поглавје што се надоврзува на текстот, меѓутоа тоа е сосема друга работа. Во мојот конкретен случај како автор не ги користам и како преведач избегнувам колку што е можно повеќе да ги користам. Меѓутоа
се разбира овие, бидејќи ти ги спомна делата нели кои што имаат екстремно фусноти што водат кон нови и така натаму. Меѓутоа овие дела кои што историски не се толку стари, нели се посовремени и поблиски до нас и особено во денешно време сите повеќе работи кои што можеби не ни се познати, нели лесен е пристапот сега со Google да провериш за конкретна работа што е што. Меѓутоа постојат работи кои што мислам дека се клучни за на пример во овој случај со расказите на две места каде што конкретна работа е клучна за дејството и за приказната и мислам дека е апсолутно важно да биде посочено во фуснота и тоа да биде посочено, јас го посочив на пример за одредени работи во оригиналот, бидејќи самиот Беше за кривопетица, ако не се лажам. Кривопетица, да, меѓутоа и за оној стил за карактеристичен за Словенија, за цртањето слики на улиштата, значи за тие за тоа културно наследство и кој што е главен мотив во самата приказна, меѓутоа сакав читателот да го има и во особено јазик што е близок за нас, да го почувствува, да го види, да го знае терминот сам, да му биде и понатаму тоа да го имам јас паралелно, значи мојот превод заедно со оригиналниот. Да, и како писател само сакам исто и да се надоврзам на тоа што го кажа за кога мислиш на преведувач. Дека јас мислам дека баш мислејќи на преведувачите, можеби мислам дека тоа вршеше влијание врз мојот јазик како писател и мислам дека од првиот момент кога бев под некое влијание на оние писатели македонски што јас сум ги читал, мислејќи на тоа дали има потреба јас да бидам под ова влијание, мислејќи баш на преведувачите, мислам дека на некој начин го избрусив јазикот и почнав да некако го сам чувствувам дека го осовременив мојот јазик затоа што чувствувам дека нема потреба да од некои зборови се разбира ако од контекстот немаат важност да бидат користени, некако чувствувам дека го посовременив. Ако можам така да се изразам. Одлично, ова значи ми го отвори другото прашање кога веќе си нели нијава пак да удираш пенали. Дали кога истражуваш, особено за некоја култура, како што се обичаите, словенечката традиција во книгата, дали понекогаш освен тоа да речеме да се отвараат лексикони, како што кажавме се на Google има, нели се може да се побара, дали да речеме ако се пишува за некој посебен град кој што не си го посетил и не можеш да отидеш да го посетиш, дали бараш мапа на тој град, дали отвараш конкретно кажувам од едно моје лично искуство, каде што во една книга од Виктор Пасков, Германија мрсна приказна, Германија, нели, валкана приказна, пишува за град Фрајберг и сега нормално, нели, првата логика дека како сите го знаеме Фрајбург, бидам таму и гледам дека нештова не се како во овој град што го пишу. За да разберам дека, нели, Фрајбург е во западниот дел, а во источниот дел се наоѓа во ГДР, значи во таа комунистичката Германија, тогаш се случува книгата, се наоѓа тој град Фрајберг, многу мал, универзитетски град со неколку споменици и до толку, значи морав да гледам луѓе кои што само се снимале како поменуваат низ градот, да речеме еве го тој споменик е тука, за оваа шахта пишуваше во книгата за да можам полесно да ги доловам сите оние работи кои што се наведени таму. Дали станува на некој начин преведувачот и археолог, и историчар, и да го проучува фолклорот, обичаите, да внимава да не залута некој погрешен збор, дали се претвораш во еден културен фасилитатор, да кажеме, на таа култура што ја преведуваш во книгата? Па да, веројатно да, мислам јас конкретно да се разбира дека ги истражувам и отварам, мислам секој расказ, секој роман отвара нов свет за мене. Најчесто со дел од работите сум и
поврзан со тоа што живеам исто во една двојазична словенечка германска средина, и многу од овие теми се исто така и во некаков диалог во местото во кое што живеам јас. Имаше случај кога, например, беше во еден расказ на Јанчар, преведувајќи го беше Аугсбург, и сега кажува Аугсбург градот со најмногу жители во Германија. И мене тоа ми беше фрапантно како момент, само што е тоа, мислам, тоа е првата реченица што е меѓутоа за понатаму да разбереш дека Аугсбург за кој што зборува тој скока времења, меѓутоа Аугсбург за кој што зборува е пред 5 века кога тоа бил случај. Значи се разбира човек мора да е постојано внимателен и да се занимава за работите што ги има во текстот. Така што јас се разбира дека секогаш со секоја нова приказна сакам да колку што е можно повеќе да го запознам контекстот на приказната. Така што се што наброја, да, се согласувам. Ксенија, ти имаше, значи, за оваа книга, ајде да речеме претходните што ги знаеме, знам дека си морала да истражуваш и да читаш и за Холокауст, нели, ако се навратиме на Шлинг, книга која што секоја година, значи одново се работи во мојата гимназија, значи одново кога ја препрочитувам, ми текнува на тебе, но сега исто така едно чудо лектира која што треба да се знае за да се прочита оваа книга Мутации. Зборувам, нели, ако се работи за компетентен читател, да. Па мислам дека нам ни е привилегија всушност што не сме само преведувачи на зборови, туку сме преведувачи на цели приказни светови, и баш е убава таа можност дека можеме да истражуваме бидејќи преведуваме роман, а не преведуваме некој совопарен текст за, не знам, за осигурување. Например, за мене, откако бидејќи живеам веќе 11 години во Германија, морам да признавам дека многу од работите, приказните кои што се случуваат, ми станаа многу полесно да ги преведам бидејќи живеам таму. И бидејќи почнувам да ги разбирам контекстите кои не велам дека некој преведувач кој што живее во Македонија не би ги разбрал. Меѓутоа можеби би му требало повеќе време отколку што ми треба мене, бидејќи постојано си обкружен со Втората светска војна, со грижата на совест што имаат германците, со неонацистите, со сите тие теми се присутни во Германија, така што да речеме можеби ми е скратено времето за истражување во одредени случаи. Во однос на оваа книга размислував многу, бидејќи книгата, не знам дали знаете, дали можам сега кратко да зборувам за неа. Значи, тоа се раскази кои што имаат своји референции. Секој расказ има своја референција. И баш му зборував на Франсис дека јас, откога прочитав книгата, не ги познавав сите раскази, меѓутоа решив да не ги читам расказите, бидејќи го преведувам пред се него, а не расказите на кои што тој се повикува. И нормално дека како читател ти имаш можноста да кажеш, аха, сега би сакала да видам што се случува во другите раскази, меѓутоа како преведувач верував дека треба да останам со неговите приказни. И потоа евентуално да ги прочитам расказите на кои што се повикува. Супер. Како некој кој што живее во истиот град со преведувачот, да, и Не е точно, затоа што веќе 6 години не живеам тука. Да, ја мислев дека си од Скопје. Ама не, 14 години бев тука, ама сега веќе сум во Бари. Ама интересно прашање, затоа што за мене конкретно можам да кажам нешто среќа сигурно, дека долго време бев тука, ама и проклество истовремено, затоа што јас себе мислам дека сега престанав да сонувам на македонски, значи бев толку влезена во вашата, мислам, во вашот свет, јазикот, култура и се. Си излекувала, Лада. Да, може би. Сега ми е полесно да намислам. Што не секојаш лесно, затоа што мислам дека тоа влијае и на мојот мајчин јазик, исто така. А тоа е убавината, мислам, ние дома си зборуваме некоја мешавина,
Не можете да замислите што е тоа. Ама, но мислам дека тоа, еве, пак да се вратам на тоа што го кажав порано, треба, значи, многу внимателно да се контролираме кога почнуваме со тој процес и треба дистанца, сепак, секогаш. Значи, ако ја нема, подобро да се чека. И ова ми се случи, добро, за Америка беше уште потешко, затоа што се случува во Италија, во мојата средина бев толку многу инволвирана, што навистина, значи најпрво што, еве, сите знаеме дека не се прави, некако имав проблем со имињата на ликовите, затоа што никако не ми звучи италијански воопшто. И тоа беше многу долго, мачно. Еве зошто мислам дека е најбитно да не може секојаш, затоа што има писатели што веќе не се меѓу нас, не можеме секојаш да ја имаме таа релација, што за мене е многу битна. Значи, поминавме на висија многу сати, разговарајќи на таа тема, а после се посмирив, после реков, Маријанџела, значи ова книга не е твоја. Јако зборува за Италија и за твојата средина, значи има многу интересни македонски моменти што ти треба внимателно некако да ги чуваш. И инаку јас сум обожавател на фуснотите. Значи, да. Ова е веќе исклучок, да. Ги сакам и како читател и како преведувач. Сакав многу да ја наполнам книгата, ама еве знаев некако веќе се контролирав и од таа гледна точка, затоа што ги нема, мислам немаше навистина потреба. Јако за неколку, еве за имињата конкретно, сакав нешто да напишам во врска за тоа, ама на крај не го направив и остана како што беа во оригиналната верзија. Да. Прашање до вас, каде што мислам дека уште една тура прашања за преведувачите и потоа на крај повторно за писателите, затоа што некако ми се поврза со тоа што каже Маријанџела. Дали преведувачот е нужно да има комуникација со писателот за сето време додека преведува? Дали е подобро да нема воопшто комуникација и дали само кога навистина е најнужно за да се за да се објаснат неколку реченици, неколку работи. Затоа што и во мојата практика сум видел писатели кои што па сакаат да имаат контрола врз својот преведувач, особено ако се работи за сродни јазици, пак ќе речам за бугарскиот и македонскиот, нели, горе-долу и едниот и другиот се разбираат, српскиот исто, хрватскиот исто, со словенечкиот, нели, се многу поразлични нештата тука. Но кога писателот сака да има, нели, контрола на текстот, а кога па преведувачот е зависен од писателот и сака за сето време да му аминува, да каже да, супер е ова, така убаво си го превел. Конкретно јас не сакам да комуницирам со авторите што ги преведувам, си имам луѓе што ми се ставени, нели, како на speed dial или отворени на Facebook и само скъпа, моля ти се, каков е този, какво означава това, какво означава тоа, и нели така стаени другари, професорки, другарки, пријателки, нели, и најразлични луѓе. Дали тоа повеќе не дистанцира и ќе можеме да извадиме подобар превод, отколку ако цело време ги следиме напатствијата на писателот? Па не мислам дека треба да постои постојана релација меѓу авторот и преведувачот, за да не се претвори во некој измачување,
като што авторот нормално најчесто не го знае јазикот на кој што е преведуван, па сега го прашуваме што значи ова или она, па имав јас еден таков случај со превод пред доста години, а авторката ја контактирав при крајот, значи кога веќе навистина имаше работи за кои што се мачев. И таа ме праша како можевте да го завршите делото без да дадете многу фусноти, значи се дале, се навраќам на фуснотите. Значи се дале да речеме 15 или 20 фусноти, а има толку нејасноти и според неа единствен начин да се објасни, да се доближи до читателот, тоа дело е со многу фусноти. И остана некако, како да кажам, јас го завршив преводот, остана некоја празнина меѓу мене и неа, некој неубаво чувство според мене, можеби таа не е ни свесна како е преведено, дали е добро или е лошо преведено, што се вели. Меѓутоа, не знам, сум имала комуникација со повеќето автори што сум ги преведувала, но мислам дека тоа е само кога било нужно според мене. Да не оди во претерување, во забегување што се вели. Така. Одлично. Јас немам многу случаи кога сум имала комуникација со писателите. Во повеќето случаи ја преведуваме книгата бидејќи таа треба да живее на македонски, а не на јазикот од кој што поточно издадена веќе на јазикот од кој што ја преведуваме, и ние се грижиме за тоа да функционира на македонски. И постојат автори кои што веќе не се живи, едноставно кои што не можеме да ги контактираме. Сум имала и случај, меѓутоа, една авторка од Швајцарија која што знаеше руски и таа инсистираше на тоа да го чита преводот со мене. Меѓутоа тоа беше за мене многу убаво искуство, бидејќи ја сретнав неколку пати, можевме да дискутираме за одредени теми, за одреден избор на зборови во текстот. Исто имав слична ситуација да ми пише еден автор од Луксембург, зошто не сум го контактирала, затоа што имаше дијалекти во книгата, меѓутоа јас имав пријател од Луксембург, и полесно ти е да го прашаш пријателот отколку писателот. Меѓутоа да, тој беше, морам да признам, на крај многу фин, бидејќи му објаснив како сум ги решила дилемите во преводот. Меѓутоа многу се радувам кога имам ваква можност да речеме да го запознаам писателот откако ќе биде издадено делото, и да, можеби доколку дискутираме ќе се појават одредени проблеми или делови од текстот на кои што не сум мислела и кои што можеби доколку сум комуницирала би ги решила поинаку. Меѓутоа сепак уживам запознавајќи ги писателите. Добре, ти и потоа ќе ми се надоврзеш повторно и како писател, затоа што ти сепак си навистина во двојна улога тука. И ќе го започнеш последниот, значи, круг на прашања, дали во преведувањето живее и креативната страна твоја, дали додаваш и нешто даворско во преводот на книгата на Ања, и исто така, нели, и за писателите, дали на некој начин, кога еднаш веќе ќе излезе книгата, дали потоа сметате дека и следната книга можете повторно да ја доверите на вашиот counterpart, нели, на тој кој што ви ја превел и првата книга, дали него би ја довериле и втората, третата, четвртата, без разлика за што станува збор. Дали веќе се чувствувате на некој начин на книжевно преведувачки Бетмен и Робин, дали? Така. Dynamic duo. Да, ти почни. Значи, прво околу тоа, затоа што Ања спомна дека очекувала дека ќе контактираат некои преведувачи, но не било така, извини. Јас навистина до сега сите автори кои ги преведував во ниеден случај не сум контактирал, иако што е интересно, јас како писател сум очекувал дека мене ќе ме контактираат кога ме преведувале. Меѓутоа сакав да
постои, мислам, не беше толку неопходно ми се чини да го контактирам авторот, а сакам да биде некако на некој начин малку бариера да постои. Иако понатаму се разбира сум ги запознал лично некои од авторите кои што сум ги преведувал и тоа најчесто се случувало така да биде откако ќе бидат делата преведени, како што е случајот со Војновиќ и со Јанчар и како што е случајот сега со Ања. А во однос на креативноста, значи јас чувствувам, навистина се чувствувам како кога преведам се чувствувам како писател. И во таа смисла веројатно има нешто даворско во книгата. Ама те плаќаат еднаш само како преведувач. Само еднаш, да, за жал. И меѓутоа сакам да биде така затоа што сакам да мислам дека се разбира, се обидувам книгата да ја доловам најдобро што може. Меѓутоа мислам дека секој преведувач има свој печат, разбирливо креативен во книгата и интересна работа е кога ќе го видиш јазикот, што исто така го познаваш кога си преведен на тој јазик, чувствуваш дека го читаш, го гледаш дека тоа е твојата книга, меѓутоа од друга страна тоа е сосема друга книга и тоа се две различни веќе книги. I'm still listening to I would say that мојата сестра е преведувач и често зборуваме за незината страна на нештата. Уште пред да почнам да пишувам, имав разговарано со неа за незината работа. И од неа знам, како Давор што кажа, секако кога преведуваш текст, на некој начин станува твој текст. Си оставаш твој печат врз напишаното, преведеното. И потполно го разбирам ова. Претходно спомнав дека на некој начин очекував дека преведувачите ќе ме сконтактираат, но не со намера дека јас потоа ќе имам контрола врз преводот, туку тоа беше некоја моја желба дека ќе изградам врска помеѓу нас. Жарко исто нешто слично кажа претходно, се согласувам дека преведувачот дека ниту еден друг читател освен преведувачот не чита толку внимателно. Преведувачот е читачот кој што навистина нурнува длабоко во текстот, како што ниту еден друг читател не би навлегол. Мислам дека тоа е навистина нешто многу значајно. И драго ми е што имав шанса тука да се запознам, Давор. Ти си првиот преведувач со кој што сум се запознала лично и многу сум срекна поради тоа. Не знам дали го одговорив добро прашањето, секако дека да. Фала ти. Луција? Се извинувам, кој беше твоето прашање за авторите? Дали би сакале вашата следна книга повторно да биде преведена од истиот преведувач? И дали ви се допаѓа или не ви се допаѓа да се запознавате и да си разменувате прашања со преведувачот за време на процесот на превод? Или би сакале да имате некаква контрола во преводот? Дали сакате да ви се поставуваат прашања при процесот на превод? Мислам дека зависи до преведувачите, ценам нивната работа, нивниот пристап. Секој преведувач си има различни методи. Некои постојано ми пишуваат, некои од време на време прашуваат доколку нешто не им е јасно, а некои воопшто никогаш не ме контактираат. some translators Некои преведувачи
wrote me Ми имаат пишано откако ме превела a book, and they wrote me a letter about и ми they was напишаа за тоа како say, just that my book really како мојата книга likes people. многу им се допаднала. In these cases, I И во ваквите случаи сум срекна што успеле да преведат книгата и би ме доверила и мојата следна книга на нив, бидејќи би ми било драго што им се допаднало. depends on them if they Им се допаднал мојот стил, но од нив зависи дали би сакале да повторно да ме преведат и тие. Most of the writers are really modest. They work Повеќето од писателите се многу скромни, не сте ни очекувале дека некогаш би биле преведени. Не скромни, туку реалистични. Реални сме. Не би ми пречело да ми преведат уште некоја книга од истиот преведувач. Прашуваме зашто веќе ги спремивме документите. Се шегувам. I had, like I said, which is true is a translation. Yeah, you dive much deeper. Преведувачот секогаш подобро го знае делото од обичниот читател. Оно кој што го поправа е лекторот, уредникот. И тој исто така мора добро да го знае делото. Уредникот е многу важен дел од процесот на пишување и преведување. Преведувачот ја препишува книгата на друг јазик. И тоа е на еден вид мутација. Бидејќи нема секогаш еден збор еквивалент на секој збор. Некои германски изрази немаат точен превод на друг јазик. Германскиот и англискиот не се потполно еквивалентни. Ја разбирам работата на преведувачите и сметам дека секој преведувач се вложува во преводот. Некои нешта се отворени на интерпретација. Канадски и англиски се различни јазици. Канадски преведувач кога ме исконтактираше имаше доста интересни и различни прашања до нешто ги очекував. Некогаш ме контактираат само уредници, а не преведувачи. И сум видел многу интересни преводи, два различни преводи на англиски, од двајца различни преведувачи кои што потполно различно превела некои фрази и изрази. Тоа е наистина интересно. Најважно е преведувачот да разбере вашата приказна за да може да преведе. Може да има разлики, но не и во значењето. Не и во разбирањето на приказната. Така што сметам дека треба да се запрашаат преведувачите. Дали им се допаѓа дали им се допаѓа писателот или не, дали разбираат книгата или не. Мутација на англиски е различна. Не е многу различна, но навистина малку поразлична приказна од германската верзија. Секако постојат разлики меѓу езиците и секако дека ќе постојат мутации. Имам само една футнота во преводот. Доколку ви требаат фусноти, подобро откажете се. Имам пишувано за многу работи кои што го засегаат општествениот живот во Луксембург, но нема потреба тоа се да се објаснува во фусноти. Тоа е тоа што би го рекол. Не, затоа што Ти што ми кажа дека колку пати, колку часа сте зборувале за книгата и затоа ми се надоврза другото прашање, нели?
колку истражување се прави и така натаму, така што сепак вие двајца може да го завршите. За истражувањето? Па сигурно се знаете и претходно пред да биде преводот, така? Да. Па да, мислам да не се повториме, мислам дека за мене е тоа многу важно. Конкретно, еве ми текна, ајде да зборам и можеби за друга книга, исто интересна и многу мачна беше како искуство, Идол над зидот, што представуваше навистина огромен предизвик, бидејќи таму, значи, имаме јазик што веќе, мислам, што не постои. Некоја мешавина на македонски и српски. За мене беше многу јасно што требаше во тој момент да се направи, само што како, еве, кога имаме конкретно нешто што дури во оригиналниот е нешто што е измислено, како тоа да се преведе. Значи, јас измислив јазик, што е некоја мешавина на стандардниот италијански и наполитанскиот, што никој не го зборува, ма мора некако да биде тоа разбирливо. Значи, таму имаше големо истражување заедно со авторката. Значи, тој дел е многу битен и дури тој дел на истражувањето не можеме сам да го некако да го завршиме тој процес. И мене ми требаше помош. Да, значи мислам дека еве не би можела во моментот да замислам да почнам книга без да знам кој се крие позади името на авторот. Еве, ако конкретно зборуваме за писателите што не се веќе живи, значи ќе ми треба големо, огромно истражување за животот, за биографијата. Не би можела, ми изгледа нешто што некако е многу осетлива тема, ма некако мора се почнува секогаш со комуникација, затоа што еве за тоа конкретно зборуваме. Значи, за мене книга е мачна љубов. Затоа што имаме нешто пред нас што е различно од нас, некако како во секоја љубовна приказна, некако ние сакаме да го смениме другиот, да биде некако посличен, поблизок до нас, а тоа не може. Конкретно, мислам, тоа не може да се случува. А барем да се почне со, ајде да се запознаеме најпрво. Еве, за мене лично тоа е многу важно. Кога ми зборуваш за љубов, а јас сега го преведувам Петар Денчев, бев со него на 3 пива и малце ме плаши сега љубовта. Размисли. Ке треба да му пишам вечер. И Жарко, сепак ти си домаќин, ќе ја затвориш софрата. Добро, ти си тука домаќен, се едно. Прашањето беше дали би повториле со испреведувач. Значи, Маријанџела не е обичен преведувач. Значи, таа е човек кој што веќе длабоко навлезам во македонскиот контекст и во македонската култура, така што и во процесот на преведување беше многу заинтересирана и за деталите и за некои аспекти кои што се комплицирани, се поврзани со стилот на книгата, така што мојот одговор е да, јас секако би го повторил мојот преведувач на италијански јазик, но секако не би го повторил целиот процес од почеток до крај за книгата да излезе на италијански јазик. Значи ние имаме во антолог во некое издание на италијански, но книгата е веќе објавена и во Беса Едитриче, Беса издавачката куќа од Италија, и тоа не е нешто што, иако книгата излезе сега крај на 2020
2022, почетокот на 2023. Интересот на Ливио Мичи и на издавачката куќа Беса не беше од година-две, туку беше 5-6 години наназад. За жал, книгата, иако имаше сериозен издавач од Италија, иако имаше пресериозен преведувач, секако требаше да има и некакво, како да кажем, буџетирање, бидејќи станува збор за автор кој што е непознат во италијанскиот контекст, станува збор за мал јазик, како и да земе, иако сме во Македонија, мора да признаеме дека македонскиот јазик е многу мал и македонската литература е не многу навлезена во европскиот контекст, но кога веќе имаме италијански издавач, кога имаме превод кој што е речиси готов во фазата која што ваква, немавме партнер во институциите, пред све тука мислам на Министерството за култура на нашата држава, кое што иако на почетокот даде зелено светло за проектот, после поради некакви формалности се повлече по проектот и Маријанџела остана со готов превод, издавачот остана со готов интерес за книга. И навистина беше фрустрирачки за сите нас и за мене како автор, но пред се за Маријанџела како преведувач, дека книгата не може да се финализира незиното објавување. И благодарение на Creative Europe и на Европската унија, на програмите за книжевни преводи, сега таа програма малку поинаку се вика дисеминација на европски книжевни дела. Книгата ја имаме меѓу корици и тоа не во едно, во две изданија, и во рамки на Македонија, и во Италија. И не само тоа, нели спомнавме, јас веќе бев во рамки на тој проект гостин во Пулја, еден прекрасен дел на Италија и на Европа. И таму ги создадовме веќе првите читатели, првите читања и нели однос со читателите. Тоа е како овие европски автори кои што се сега во Скопје, и мислам дека конечно кругот, иако траеше долго, се заокружи. Така што некогаш не е доволно да имате преведувач, не е доволно да имате исклучително добар преведувач, туку треба да имате нормално и издавач, и сериозен издавач кој што сака сето тоа да го склопи, и конечно некој кој што тоа ќе го буџетира, бидејќи нормално вие преведувачите тоа го правите за некаков хонорар, како што е и редот на нештата. Така што имавме сите тука среќа и авторите кои што се учесници на оваа трибина, па дури и јас, да нашите книги со поддршка на Европската унија и на програмата Креативна Европа, да ги имаме овие книги и да комуницираме, да разменуваме и да патуваме меѓу државите. И се надевам дека тој тренд ќе продолжи и понатака. И бидејќи го спомнам моментот домаќин, ја користам оваа прилика како домаќин на издавачката куќа Антолог да им благодарам и на сите преведувачи, бидејќи денеска осем јас и како се вика Маргарита, која што сме од Скопје, сите други дојда, и Маријанџела дојде специјално за овој настан од Италија, Давор дојде од Австрија, и Ксенија дојде од Германија специјално за овој настан, така што сите ние и авторите и преведувачите сме исклучително мобилни и ја сакаме литературата и сакаме кога ќе ги споделиме овие врвни европски дела, исклучувајќи го моето со читателите, односно со публиката, и сум благодарен за тоа, и тебе сум ти благодарен што генијално ја модерираш оваа наша дебата денес. И секако и на Europe House кој што ни го отстапија овој прекрасен простор да сите тука ние денес ќе чествуваме убавата литература. Огромна благодарност. Дали имаме време за прашање едно-две пред да се... Имаме, мислам дека таман... Да, пред да се вратиме сите во МКЦ, за тоа што продолжува фестивалот, значи се уште не е завршен. Најинтересното, финалето допрва доаѓа. Голема благодарност значи до Маргарита Карајанова, до Луција Фулерова, до Жарко, Маријанџела Амети, Давор Стојановски, Бјанко Фјоре, извини. Мене па преска да застане таму. Ања Мугерлик, Сенја Чочкова и Франсис Кирпс.
затоа што не ги представив на самиот почеток, неко започна се вакво веднаш разговорот, ке беше малце како да сме во политичка емисија, ке требаше сте да кимнат со главата кога ги најавуваат. Дали имате некое прашање за тоа што колку и да бевме нели детални, колку и да бевме прецизни, секогаш има интересни нешта кои што сме заборавиле да ги внесеме во прашањата, можеби вас ве интересираат, затоа што сепак тука имаме добитници на Европска награда за литература кои што можат да откријат дел од нивниот рецепт на пишување и преведувачите, нели, оние кои што се позади кабините, позади компјутерот, позади лаптопот, кои што преведуваат секаде во публиката, Гленически е тука, да. Значи, луѓе кои што работат многу напорно за овие книги да го видат светлото на денот, како што се вели. Дали имате прашања? Почитувани гости, колеги, другари на Даворот бенд. Јас имам важно прашање. Јас пишувам слободно време, исто така имам учен италијански јазик и сакам се натоврзам кажа дека нашиот јазик нема доволно фонд на зборови или нешто такво, што мислеше поточно по тоа, што јас многу сакам да пишувам и ми се допаѓа, например, што пишувам и на англиски некој. И кога се изразувам на македонски, во последно време мислам дека многу побавам суштината на нашиот јазик отколку на туѓиот. А секако италијанскиот е преубав, има преубав фонд на зборови. Но ме интересира ова. Па јас можам да го споредувам македонскиот само со оние јазици кои што ги говорам, а тоа е само овие регионални балкански јазици, италијанскиот не го говорам и не можам да споредувам англискиот. Така што, но јас лично не мислам дека сум го спомнал тоа дека нашиот јазик има премал фонд на зборови и не само тоа, него мислам дека токму со оваа книга тоа го докажувам, бидејќи и со Маријанџела имавме многу, како што нас спомна, долги часови кои што дискутиравме, бидејќи книгата има можеби една лесна приказна навидум, меѓутоа стилистички е многу специфично изразена и има многу зборови кои што за можеби за најширока публика не се веднаш приемчиви, односно и во другите мои книги, во најновата, во Свинга на гневот, многу луѓе ми вика, користев дури и речник, вика, кога ја читав твојата книга, и мојата желба е токму тоа да обновиме или освежиме некои зборови од нашиот ни македонски јазик преку пишувањето и преку создавањето на овие книжени дела, така што апсолутно не се согласувам дека нашиот јазик е, како да кажем, стеснет или обременет со некои рамки, дека има мал фонд на зборови, напротив, треба само човек, нели, едноставно да дозволи на јазикот да живее и да не го гледаме толку, како да кажем, од строго лекторски аспект, кај што ова е сарбизам, ова е турцизам. Јазикот е една жива материја кој што се менува од година во година, не по деценија до деценија, и како што и Давар и Душко знаат, бидејќи се автори и сите овде бидејќи се преведувачи, јазикот е навистина моќна алатка и зависи од тоа која користи и како го користи. Така што се надевам дека сите тие нерамнени што ги имавме преведувајќи, токму тоа покажуваат дека јазикот кој што се македонскиот јазик дека е многу богат и дека понекогаш знае да стане навистина голем предизвик и за преведувачите без оглед колку го познаваат. И се надевам дека не само мојата книга, дека многу книги на Давор и на сите македонски автори ќе имаат шанса не само во италијанскиот, туку и во европскиот контекст да ги добијат своите читатели. Фала ти многу, јас сосема се согласувам со тоа што го кажа. Повели. Професор Милан Дамјановски. Исто преведувач и професор и член на жири. Добро. Како што рековме, дека испадам ја па најголемиот политичар овде, како почнеме да ги... Пуковник у пензија. Уште не, за жал. Наистина ужива во целата оваа дискусија, зачна толку многу теми и искуства за кои мислам дека и после фестивалов ќе размислуваме, ќе пренесеме и на студентите, можеме меѓу нас да збориме. Ме понесе, пошто цело време за Джарко го гледам, Please do disturb, мотото на фестивалот
не ги имам прочитано сите, но барем две имам за челно семејство и мутации. А колку еве како автори сметате, бидејќи и двата романи се еден вид на критика или сатира дали на патриархалното општество, на традициите во односно пчелно семејство, мутации повторно пак на тоа некое преку различните интертекстуални мотиви, пак некоја критика на европското општество, може да се каже. Колку сметате дека книжевноста треба to disturb, а исто така за преведувачите, се не знам колку време има, го имате тој мотив кога преведувате, дали треба да го размрдате to disturb на делото или треба да го ставите да збори со своји зборови. Колку го имате тој момент на кога ги преведувавте, да речеме, Давор и Ксенија? Колку го имавме моментот да го вознемириме јазикот и самото дело. Да. Also, die erste Frage ist für Okay, the first question was for me. Yes. Yeah. Yeah. Секако ми се допаѓа мене мотото. Мислам, не сакам да кажувам што треба и што не треба да прави литературата. Сакам да се фокусирам на други теми. Писателите пишуваат за забава и тоа е во ред. Во оваа книга има неколку раскази кои се критика, сатира, земени, базирани врз основа на сатирични приказни. Но само ја земав таа скица и се надоградив на неа. За нацистите, например, поинако вид на нацисти се, но сепак се нацисти. Во 20-те години на минатиот век Берлин беше во фокусот. Имаше голем број на креативни луѓе. Го истакнав тоа и во моите приказни. Не со цел да искритикувам, туку да прикажам некој нешто. Имам еден политички расказ, чиј што оригинал не беше политички. Го земав Рим, древниот Рим, каде што морав многу да истражувам за робството, за улогите на жените и мажите. И за социјалните структури, социјалните скалила. Истражував многу, но на крај оно што го напишав како автор, сакав да прикажам некои нешта, и ви како читатели може да се земете своји ставови. Не сакам да ви го уништам читањето. Знаев како ќе заврши уште второто поглавје. На мене ми беше тоа најтешкиот расказ. Една жена се допадна, мата приказна и смета дека тоа била охрабрувачка приказна. Мислам дека станува збор за добар човек во лош свет. Го гледам сега општеството и се лутам за некој нешто, но тоа сум само јас. Го ставам тоа во приказните, но приказните може да се читаат само како приказни. Really criticism, so yes. That's it. Мислам дека предолго зборувам, доста ќе прекинам тука. Кога пишувам моите приказни или во романите не размислувам. Ќе имам некоја критика,
политичка или социјална, но сум само наблюдувач. Што се случува околу мене во општеството. beyond other countries, and I reflect these things. Ги рефлектирам тие работи што се случуваат, што ги гледам I somehow try to и пробувам discourage the things, да ги ставам во моите приказни, моите размислувања. Мислам дека литературата не треба да даде одговори. should. I'm sorry, I don't find the Не важно да го најдам точниот израз. bring the readers Треба само to like на читателите да им отвори уште повеќе прашања и размислувања. Може би претходно што не им текнало да помислат. Добрата литература за мене секогаш е литература што ми дава нова перспектива во работите и се обидувам да пишувам на овој начин. Се надам дека некогаш успеам да го направам тоа добро. Женски се обидам да одговорам. Највозбудливи за преведување книгите кои што се на некој начин општествено критични, кои не раскажуваат само приказна, туку се и критика на одредена тема. И многу често ми се случува да не сум свесна за некоја тема и одеднаш книгата да биде таа што ќе ме натера да си ги приспитам сопствените ставови или да речам да, јас не го забележувам тоа бидејќи е секојдневие, меѓутоа е токму така. И затоа е возбудлива да се преведува. Секоја нова книга носи нова возбуда и нов предизвик. Во случајов не морав јазикот да го раздрмам, бидејќи постоја премногу силни сцени и пораки во книгата кои што можев едноставно да ги пренесам на македонски. Меѓутоа да, некогаш ни се случува како преведувачи да мораме и да, или да имаме потреба па да се прашуваме колку смееме, а колку не смееме да учествуваме во самата книга. Па, јас следам, се обидувам да следам суштината, сршта, матрицата на самата книга, во кој степен е критична или вознемирува, и се обидувам тоа само да го пренесам колку што е можно да биде еднак во интензитетот, например. Се надевам дека успеам. Како има време да одговорат сите тројца од писателите, прашање која е најважната лекција која што имат научено како автори? И која е нивната најјака страна, другото прашање, а која е најслабата страна како писатели, ако може да го обелоде на тоа? I have to start. Јас ќе почнам, морам јас да почнам. Најголемата лекција би рекол скромност. Учите доста за себе кога пишувате. Тоа е лично искуство. Се развивам како човек, кога се развивам како писател, се трудам да сум искрен. Како писател и како човек, колку повеќе пишувам и читам, ме прави тоа поскромен. Не се трудам да бидам следниот Шекспир. Слабост. Што е слабост? Тоа беше прашањето, да. Имам многу слабости. Можем да сум доста спор, бавен во пишувањето, се критикувам самиот себе си. Некогаш па и пребрзо пишувам. Би рекол или тоа, или претерано сум самокритичен, или кога премногу пишувам, кога нема добар баланс.
Тоа мислам дека ми се главните проблеми. Најголемата лекција за мене беше тоа колку еден човек може да се рефлектира од вас како личност во вашето пишување. Го открив ова кога ја напишав својата прва книга, збирка раскази. На некој начин ме пречеше, бидејќи луѓето кои ме знаеа и кои ме прочита, дојде и ми рекоа, ова си ти, те гледам тебе во приказните. И не ми се допадна тоа. За втората книга се обидов да напишам поразлично, за да не сега да пишувам како да сум некој друг. И потоа сватив дека ако сакам да сум искрена во пишувањето, секако морам да се дадам себе си во него. Стилот не е нешто што исто така се менува, не станува збор за стил, туку мора да се дадете себе во вашата книга. Има дел од вас во вашата книга. И се соочив со тоа и си го најдов мирот на некој начин. Балансот. Тоа беше за мене големо откритие. Најголема слабост секако сомнежи. Слично со она што Франсис кажа, очекувањата. Цело време размислувате како ќе излезе тоа што ќе го напишете, размислувате на ликовите. Но и постојано имате очекувања. Што ќе се случи со книгата кога ќе излезе? Кога ќе излезе книгата, се соочувате со очекувањата. Тие се зголемуваат, но некогаш сте разочарани, но тоа е тоа. Жарко? Да се приклучим, мислам дека моја најака страна е јазикот, бидејќи многу сакам да истражувам, да копам, да наоѓам нови и стари зборови. И моја најслаба страна е јазикот, бидејќи колку повеќе наоѓам и истражувам стари и нови зборови, толку сваќам дека ништо не знам и дека треба уште и повеќе да копам и истражувам и да наоѓам. Фала. Благодарам на сите. И ве поканувам, значи, да присуствувате од 7 часот, од 8 часот и од 9 часот во МКЦ на следните случувања. Од 7 часот мислам дека се Луција Фаулерова и Ања Мугерли. Со Ана Голешка, така? Да, и Александар Маџаровски. И Александар Маџаровски, потоа од 8 часот е Софи Хана, значи новата Агата Кристи. И од 9 часот ќе има слем надпревар под диригентската палка на маестро Кирпс. Ви благодарам на сите. Die Übersetzung nicht mehr auf den. Тоа е тоа, како на стручки вечер.